минути секако за анализа на вестите од светот и регионот, стандардно со нашиот колега Дејан Андоновиќ. Добар ден. Добар ден. Она што може вака како прва тема да ја отвориме денеска, исто така на интересен момент што предизвика многу внимание. Јапонскиот цар абдицира. Да, абдицирање на јапонскиот цар Агихито, тој ноќеска по нивно време или по наше време од утринава абдицираше, односно се повлече од тронот на кој 30 години владееше како цар на Јапонија. Важно е тоа дека неговото абдицирање е за прв пат во големата традиција на Јапонија, околу 200 години се нема случајно ваков настанен јапонски цар да доброволно да го напушти престолот. Он се повлекува од престолот поради годините, но и во корист на својот син. Ако се земе во предвид дека од 1989 година досега владееше како цар на Јапонија. Царската титула на Јапонија не е некоја извршна, да кажеме, да може да се меша директно во дневната политика, но сепак тој се смета за татко на нацијата, поттаму и овака конзервативно и традиционално општество како Јапонија дава голем интерес за овој негов гест, особено што Агихито е контраверзна личност, тој за време на своето владење ја достигна, да кажеме, како цар на Јапонија, неговата држава да стигне една од најголемите економии во светот, но во исто време и да го загуби приматот, значи беше една од најаките економии, најака економија во Азија, а изминатиот период почна да опаѓа јапонската економија, Кина ги претрка, па оттаму тој почна, нели, јапонците како што се такви традиционалисти да сваќаат дека поради своите години и неможноста да го представува јапонското општество надвор од своите граници, се повлекува во корист, ке кажам повторно, на својот син. Антоновиќ, пред да продолжиме со темава, колегите од дескот вчера имаа подготвено прилог на темава, па предлагам да го погледнеме, па се враќаме наста. Јапонскиот цар Акихито му го стапува престолот на својот син Нарухита. По 3 децении владење, 85 годишниот цар Акихито ќе абдицира, што е прв таков случај по речиси 200 години. Царот Акихито уште во август 2016 година најави дека поради возраста и здравствени причини ќе го отстапи престолот. Неговата абдикација е одобрена од страна на јапонската влада. Според јапонскиот устав, царот е символ без политичка моќ, но во законот за јапонската царска куќа нема одредба за абдикација. Затоа јапонската влада донесе еднократен закон со кој се дозволува Акихито да го отстапи престолот. Абдикацијата е една од промените што ги воведе Акихито во палатата. Тој е првиот цар што се ожени со граѓанка, царицата Мичико, и одлучи да биде кремиран по смртта, со што ја менува вековната традиција на погребување. Да, еве, ја менуваат и вековната традиција. Да, важно е да се знае дека во времето на Агихито владеа вкупно 17 премиери на Јапонија, од кои само 4 успеа да го избуткаат и стуркаат целиот мандат, што дополнително укажува, повторно ќе кажам, дека царот, кој иако нема извршна функција, сепак како татко на нацијата, ја има одговорност на сите однесувања кои се случуваат во и околу јапонецот и јапонскиот народ. Оттаму он притиснат поради годините, а и сакајки, нели, да дојдат млади луѓе на нели иднината на Јапонија, да ја проектираат, да ја вратат Јапонија на некој начин повторно да бидат во врвот, абдицира и го остава престолот на својот син. И во прилогот колегата кажа дека тој самиот како цар го воведе, ја воведе оваа пракса, бидејќи претходно во длабоката и конзервативна и долга традиција на Јапонија немаше опција да абдицира еден цар, особено да биде женет за обична граѓанка и она што е најважно, да почне да се меша во политиката на јапонската држава. Особено неговиот син доаѓа во време кога Јапонија треба да се врати на некој начин повторно на тронот на светот. Она што е проблем е наследството кое е останато. Ќе потсетам, Агихито е син на јапонскиот император Хирохито, кој за време на Втората светска војна беше јапонски цар и под чие раководство на некој начин јапонците
како дел од тогашните сили на Оската, нели Рим, Токио и Берлин и направија Втората светска војна. Ќе потсетам дека јапонците направија огромни зверства за време на Втората светска војна, кои се мерат дури поголеми од оние на нацистите на Адолф Хитлер. Оттаму јапонците до ден денеска во Азија, во оној дел каде што е Кореја пред се, особено Кореја, па и Кина, ќе кажеме и Папуа Нова Гвинеја и Индонезија, се уште на некој начин имаат антагонизам према јапонците, бидејќи јапонската армија за време на Втората светска војна направи невидени зверства, па оттаму новиот цар сега ќе мора да ги надминува, да кажеме, тие антагонизми кои ги има во минатото, а кои Акихито за своето 30 годишно владење не успее да ги намали. Така, сега ние тука Јапонија ќе оставиме задна, се враќаме повторно на европско тло. Брекзит, тема која што исто така периодов и понатаму се проблематизира, односно Европската унија очекува партиите во Британија неделава да се договорат околу Брекзит. Да, главниот преговарач Барние, Мишел Барние, изјави неделава дека очекува кон крајот на оваа недела Тереза Меј, односно парламентот во Лондон, да излезе конечно со конечно решение. Практично треба партиите, парламентарните партии во британскиот парламент да се договорат што понатаму со Брекзитот. Ќе потсетам дека Европската унија и даде рок на Велика Британија до одржувањето на европските избори 22 мај, да излезе со предлог што понатаму Велика Британија останува во Европска унија, заминува од Европска унија со договор, без договор. Тоа се клучните теми за кои треба да се разговара. Неофицијално Велика Британија веќе доби рок од 24 месеци откако ќе се согласи дека излегува од Европската унија, да ги отпочне тие процедури за напуштање на заедничкиот пазар, но и на некој начин на заедничката администрација. Едно од опциите задржување на заедничка царинска унија, за да биде по принципот на она што го има Норвешка, односно да не биде членка на европското семејство, но да може рамноправно да партиципира во европскиот пазар. Ние само пред да продолжиме понатаму со анализата, накратко да го погледнеме и прилогот кој што го подготвивме на оваа тема, односно колегите од Дескот. Главниот европски преговарач за Брекзит Мишел Барние порача дека очекува од политичките партии во Велика Британија да постигнат напредок оваа недела за договорот за Брекзит. Барние истакна дека се надеваат и конзервативците и лабористите во Британија ќе успеат да постигнат договор оваа недела за начинот на кој планираат да излезат од Унијата. Британската премиерка Тереза Меј од декември досега не успева да добие зелено светло од нејзиниот парламент за договорот постигнат со Европската унија за напуштање на европското семејство. Унијата прифати да ја остави дополнителен рок на Меј до европските избори за да ја надмине домашната политичка криза. Ете, Меј доби дополнителен рок во однос да го реши ова прашање околу Брекзитот. Дополнителниот рок ништо не значи, се покажа. Едно работите се вртат во круг. Така. Се вртат во круг и веројатно, јас повторно ќе кажам, веројатно таму решението ќе биде воредни парламентарни избори во Британија, каде што сега опозиционите лабористи веќе најавија дека доколку дојдат на власт ќе го поништат Брекзитот, па така некако и полесно ќе биде на сите. Но сепак ќе видиме каква администрација ќе дојде во Брисел, односно каква ќе биде новата европска администрација. Она што беше спорно и за Европска унија и за Велика Британија е тоа што Британија не истапи од Европската унија, па оттаму и ќе мора да учествува на овие европски избори. Се уште е нејасно како ќе учествува и што ќе биде тие што ќе победат. Има многу нејасноти. Често пати, нели, речи си секој ден сме го коментирале Брекзитот и некако се добива впечаток во јавноста дека уште не се знаат правилните насоки, нели само прогнозираме, а може би веќе и на европската јавност некако не преку глава, но луѓето се презаситени од слушање за Брекзит, а се уште не се блиску до договор. Политичарите кои требаат од едната страна да го решат проблемот со Брекзит, европските политичари од администрацијата се заменуваат. И веќе веројатно и мотивот нешто да направат било што име поминат, бидејќи на 22 повторно ќе кажам мај се европските избори. Од друга страна во Велика Британија влада е поделено општеството, тие требаше да го напуштат, да ја напуштат Европската унија во април. Многу е тешко да си го погазиш зборот, излегуваме, па сега не излегуваме. Она што е можеби единствено позитивно во изминатиот период е што британските парламентарни партии сепак се договорија
да го избегнат најцрното сценарио, односно Брекзит без договор, односно излегување на Велика Британија од Европската унија без никаков договор. Така Британија би останала изолирана од целиот останат свет, бидејќи ќе мора повторно да воспоставува трговски односи, безбедносни односи, меѓудржавни односи. Повторно ќе кажам, една од опциите е Велика Британија да излезе со некаков Брекзит со договор, пред се у оној однос околу царинската унија по урнекот на Норвешка, која не е членка на Европската унија, но сепак има тие повластици, и оној најспорен, така наречен бекстоп, односно тврдата ирска граница помеѓу Северна Ирска, која е во Велика Британија, и Република Ирска, која е своја независна држава. Таму во моментов протокот на луѓе, бидејќи ирци се од двете страни, е слободен, но доколку Британија излезеше со тој тврд Брекзит, таму ќе мораше да биде поставена цврста гранична линија, па оттаму може да се вратат повторно оние насилства од пред 30 години помеѓу ирските католици и англиските протестанти. Она што беше за секирање минатата недела е што имаше изведено еден терористички напад некаде во делот на Северна Ирска, и одговорноста на нападот и убиството на тамошната позната новинарка ја презеде новата Ирска републиканска гарда, што само ги подгреа стравувањата дека доколку, повторно кажам, таа граница помеѓу двете Ирски повторно биде воспоставена како гранична линија, може да дојде до нови судири вооружени, што пак изминатите децени бевме сведоци на огромен број на жртви, пред се меѓу обичните луѓе. Антоновиќ, уште е актуелна темата со Иран. Иако ја разговараме, нафтата може би не очекувано дека е актуелна. Така, оно што е ново, иранскиот председател Рохани дециден дека неговата земја ќе продолжи да извезува нафта и покрај сите притисоци од Вашингтон. Од друга страна, Јас стравувам дека проблемот со Иран, администрацијата на Трамп врши притисок сега во оваа фаза, и тоа е новото, дека врши притисок врз земјите кои увезуваат иранска нафта. Значи, Иран може да извезува нафтата, но кој ќе ја купи? Соединетите американски држави долго време прават притисоци врз Иран, пред се врз тамошната исламска власт, за да го урнат тој режим и да постават по нивен терк некаков демократски. Иран е голем извозник на нафта, и оно што е проблематично е што иранската нафта ја купуваат и голем број на земји сојузнички на Соединетите американски држави. Трамп, за да ги дисциплинира иранците, на таков начин сметаш дека го користат своето влијание? Да, го користат своето влијание. Трамп, за да ги дисциплинира, пред се да го дисциплинира Иран, од прошлата недела најави санкции за сите држави кои увезуваат иранска нафта. Но оно што е интересно е дека први кој го одбија Трамповиото барање и Трамповиот ултиматум се Европската унија и неколку земји од Европската унија кои увезуваат иранска нафта. Ќе потсетам, иранската нафта е Иран е една од земјите што најмногу произведува нафта и со голем квалитет. Од друга страна, со неизвезувањето на иранската нафта може да дојде до проблеми во светот со снабдување на овој енергенс кој е многу важен, знаеме и самите. Трамп сака да ги постигне тие загуби со зголемено производство на иранска нафта пред се од неговите сојузници, а тоа е Саудиска Арабија и Обединетите Арапски Емирати. Така нив ќе им го зголеми, нели, да им зголеми пари пред се, а од друга страна Иран да го се повеќе да тоне во ова. Но од друга страна се појавува полека уште еден проблем, а тоа е тие воени игри кои се случуваат околу Персискиот залив, она што е со дронот. Со дронот пред се, ирански дрон успел да се доближи до американски носач на авиони Двајт Ајзенхауер, да го сними до детали и да се врати безбедно во базата, нешто што мислам дека го имаме одив на видео снимка. Оно што е алармантно, можеби Пентагон се обидува да го провери, е како успел тој дрон да влезе во близина на еден американски носач на авиони. Да, зачудува можеби малку тој момент со оглед на тоа што американците бар знаеме се оди до таму дека толку блиску дошол до овој носач на авиони што се гледали бројките на редните броеви на авионите и на оружјето кое го има еден носач на авион. Тоа е дополнителен шамар, ми се чини, за американската, би рекол, безбедност, особено ако се земе фактот дека дрон да се доближи толку близко до една американска
поморска формација во најмала рака, голем превид, како американците евентуално би извеле воени напади врз Иран, кога еден дрон може колку близко да им се Е дојде. сега, ако го земаме моментот, еве дека постојат такви објавени видеа со американски носач, се испраќа некоја дополнителна порака во цела ова приказна? Па пораката е дека Иран очигледно има технологија да се одбрани, но според шпекулациите овој дрон најверојатно бил руски, бидејќи русите секогаш имаат одговор за американската технологија, особено што се знае дека најголемиот сојузник на Иран Така е се Русија, но и Кина, и околу нафтата, ќе потсетам, најголемиот увозник на иранската нафта е токму Кина. Потаму ми остана прашањето како Трамп и Соединетите Американски држави ќе ја натераат Кина да не увезува нафта од Иран. Така сега друга информација, односно вест која што е во фокусот на светските случувања и она што се случува во Турција, Кога веќе и русите ги спомнаа. Така, да, и таму е тензично, особено по одлуката на Ердоган да купува руско оружје, во меѓувреме па тој осварил телефонски разговори со Трамп. Што е точно се случува? Па проблемот со Турција е што Ердоган и Турција некако и покрај тоа што е, да потсетиме, Турција е земја членка на НАТО, па оттаму земјите членки на НАТО се на некој начин обврзани, а и стандардизирани да набавуваат исклучиво оружје по стандардите на НАТО. Ја знаеме ситуацијата на Турција и Ердоган, особено изминативе 2-3 години. Има големо приближување на Анкара, која е земја членка на НАТО, но билатерални односи и приближување кон Москва и Путин. Ердоган, како за инат, ми се чини, на НАТО земјите на Соединетите Американски држави, најави дека ќе го изврши таа набавка на противвоздушното, најпознатиот противвоздушен систем С-400. Јас ќе повторам, не знам многу технологија на ракетните системи, но се вели дека тоа е најсофистицирана противвоздушен систем, каде што тој што има С-400 практично е безбеден од било какви авиони. Тоа многу ги налути Соединетите Американски држави и сојузниците, но пред се Соединетите Американски држави, бидејќи нивна земја членка партнер купува руско оружје, а особено што тој С-400 очигледно има технологија да може да го наблюдува целото небо, па оттаму можеби и американските авиони ако правеле нешто што не треба да се знае, вака ќе бидат откриени. Нарушени се односите, тоа сакав да кажам, се обидуваат Трамп и Ердоган да преговараат евентуалното тоа руско оружје да има некои други вчитани параметри кои ќе бидат блиску до стандардите на НАТО, но се чини дека Анкара, односно Ердоган во моментот е све поблиску и поблиску до Русија, што никако не ја одговара ниту на Европа, ниту на НАТО, а најмалку на Трамп. Кога ги споменавме и турците и администрацијата на Трамп, уште еден момент во врска со повлекувањето од Сирија на Асад, е сега она што е како информација е нели дека Ердоган вклучително и цел негов естаблишмент изразуваат некој вид на загриженост, па повторно сакаат да преговараат со САД за да нема повлекување. Лошите односи меѓу Ердоган и Трамп или помеѓу, да не ги персонализираме се, помеѓу Анкара и Вашингтон е токму тоа повлекување од таму во Сирија. Ќе потсетам, курдското население кое живее ги има некаде околу 30 милиона курдите и тие се распространети и на турска територија, и на сиријска територија, и на ирачка територија. За време на обидот на Соединетите Американски држави да го урнат режимот на Башар ел Асад, беа ангажирани како сојузници на лице место, како нивна пешадија токму курдските борци. Тие војува против Башар ел Асад во име на Соединетите Американски држави. Од друга страна, турците не ги признаваат курдите и стравуваат дека доколку курдите извојуваат таа победа, американците ќе им дозволат да добијат некаква автономија токму на турската територија. Сега со повлекувањето на Соединетите Американски држави, Ердоган бара од американците на некој начин да им гарантираат дека курдите кои се останати таму, а до вчера беа нивни сојузници, немаат софистицирано оружје, не им е нешто ветено, бидејќи ќе потсетам, курдите се борат за своја независност и еден од нивната идна замислена држава е токму на турска територија. Мандуновиќ, ако споменавме претходно дека Ердоган можеби
се добива впечаток дека сега повеќе сака да игра на кај руската страна. На една од причините е токму ова. Да, но од друга страна сака да преговара со Трамп, односно со САД и на некој начин можеби се добива впечаток дека и те им бара услуга во однос на целиот момент со курдските борци. Да, ама проблемот со курдите е тоа што тој е народ од 30 милиони, повторно ќе кажам, а нема своја матична држава и никој не ги сака. И ќе потсетам и Ирак во времето на Садам Хусейн, и Башар ел Асад во Сирија, и Турција секогаш ги протерувале курдите. Ќе ве потсетам само дека Турција дури пред 10 години го апси и курдскиот лидер Абдула Оџалан, кој во реонот на Диар Бекир се вика местото кој е во Турција, тој е голем град каде што им беше упориште на турските курди кои се бореа за независност од Турција и од Анкара. Ќе потсетам исто така дека ние како Македонија имаме нели туристичка дестинација во Турција преку летото, но изминатите години таму стана буквално опасно, бидејќи курдите и курдските бунтовници или терористи, кој како сака да ги нарече, почнаа да прават терористички напади до оштие туристички места. Повторно ги кажам, турците имаат проблем со курдите, а курдите беа до вчера сојузници на Соединетите Американски држави. Сега Ердоган веројатно се обидува да направи некој пазар со Трамп и покрај тоа што гаранциите се едно, а тоа на што е на теренот е реалност и ќе биде сосема друго. За крај накратко само да прокоментираме во однос на повтор на Соединетите Американски држави, односно Пентагон ќе испрати уште 320 војници на границата со Мексико. Што се случува На сите страни се. Да. Само ќе потсетам дека Венецуела се случува. Да. Венецуела се случува, но и Латинска Америка е нестабилна, особено голем број на имигранти доаѓаат од Хондурас, тоа е држава која е голема, е сиромашна. Сите сакаат преку Мексико да влезат во Соединетите Американски држави и таму на некој начин да си го спасат лебот и животот. Особено ова со Венецуела, каде што е тоа подвоено нели општество, еден дел сака да избега од Венецуела да се спаси од сиромаштијата. Она што е интересно е дека Соединетите Американски држави буквално распоредија огромна армија долж границата со Мексико. Над 5000 војници се ангажирани таму, овие дополнителни се околу 500, што е дополнителен доказ дека проценката е дека на еден емигрант кој преминува мексиканско-американска територија има 10 американски војници. Што само укажува дека американците нешто се во очекување на некаков голем бран на емигранти од Латинска Америка, оттаму и оние стравување дека можеби токму Венецуела ќе биде тоа, бидејќи се подготвуваат некои информации за некаква воена интервенција врз Венецуела од страната на САД. Но исто така Трамп сака да покаже и дека му е оправдано неговото барање да има таму ѕид, зашто нели демократите и Сенатот и Конгресот за сега не му даваат буџет, но интересно е дека 5 милиони долари чини месечно ја чини американската држава распоредувањето на нивната армија долж мексиканската граница, додека ѕидот би бил 5 милиарди долари. Ѕидот е посебна приказна. Така со оваа тема ќе го окружиме секако овој блок од Отвореното студио 1. Антоновиќ, ти благодариме. Благодарам. Елана? Така ти благодариме. Ние тука време да се одјавиме, односно во продолжение следуваат вестите, а со мене и со Јана се гледате повторно во 17 часот.